наш став, но и мој личен став е перењето на мозоци и лажната слика која што се обидува некој да пласира пред очите на јавноста токму преку камерите, навистина не поминува повеќе во Македонија. Јас само ќе подсетам, оваа власт е 6,5 години власт во државата. Социјалдемократскиот сојуз со тоа е 6,5 години во дебела опозиција. Да протестирате после 6,5 години пред опозициона партија навистина е далеко од паметта, но она кое што е сериозно и сакам како сериозно да го кажам во овој наврат е законот. Апсолутно знаат сите зошто не беше поддржан од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа се трите наши амандмани кои што потекнаа од земјоделците и кои што искрено веруваме дека ќе го подобрат законот. Еве самиот нов закон кој што веќе се подготвува е со вградени 3 амандмани. И апсолутно на сите ме јасно кој тоа носи одговорноста при гласање на еден ваков закон. Владеачките партнери не можеле да се договорат за изгласувањето на еден закон и сега се алоцира вината кај опозицијата, навистина премногу ниско и дрско од страна на владеачката ВМРО ДПМН. Јас се надевам дека ќе имаме квалитетни законски решенија да ги поддржиме како општество, кои што ќе го подобрат животот и на земјоделецот, но и генерално на граѓаните на Република Македонија. Модалитетите кои што при самото гласање беа на показ на јавност, голем дел од пратениците не гласаа за законот од ВМРО ДПМН. Оние кои што ги инструираат и жално е да ви пуштат земјоделци кои што денеска живеат со исклучена струја. Земјоделци кои што немаат пари своите деца да ги пуштат на школа, да им купат ужинка за училиште. Голем дел од нив работени во државните администрации. Доаѓаат на еден дрзок начин да протестираат пред опозициона партија. Јас можам само да кажам дека народот не е слеп, гледа и веднаш на наредните избори ќе им го каже својот збор.